Одна забележав и онде има вентил. Бродот на дедо Ное се наоѓа на... На руском не знаеш? Малку. И добро утро на сите и добро дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со ташето. За денес малце мене планот ми се измени, сега моментално го напуштам градот Севан, покрај езерото Севан. Сакав денес да одам на југот на Ерменија, во едно село Татев, каде што има еден манастир, Татевски манастир, и каде што се наоѓа најдолгиот ски лифт во светот. Долг е 5 километри, нешто повеќе од 5 километри, но направив резервација се, ми пишаја откажија резервацијата бидејќи имаме проблем со водата. Така да нема да одам сега таму, бидејќи проблемот ги прашав иначе и дали е само кај нив проблемот или е во цело село. Ми рекоа дека е во цело село проблемот, така да пререзервирав ново сместување во главниот град на Ерменија, во градот Јереван. И тоа многу интересно сместување, имате чувство дека сте во вселената, барем така изгледа на сликите, сега ќе видиме какво е во живо. Но нема да одам директно од тука од Севан за Јереван, прво ќе одам на југ кон еден манастир на 140 км од тука и потоа се упатувам нагоре кон Јереван, но прво ќе одам и кон еден друг манастир, како и ќе возам покрај планината Арарат. И на крајот пристигнувам во градот Јереван. Вкупно денес не знам колку километри имам, околу 4 часа возење без паузи, така да не знам 5 часа, 6 може би имам со паузите и застанувањата. Иначе Севан беше така обично градче, не ми се виде како нешто посебно. А општо ерменциве некако имам убав печаток, добри луѓе изгледат, пријателски настроени. Но некако градбите се доста стари, дури постари од кај нас. Но ќе видиме во главниот град како е. Би требало да е многу поубаво таму. Инаку тука ноќта беше доста свежа, не знам колку степени, но студено беше така, но за спиење убаво, покриени сте. А иначе сношти уште кога дојдов малку, 10 минути поседав и веќе почна да ми студи. Сепак сме на 2000 метри надморска висина тука, така да не треба да бидам изненаден. А како на моите претходни патувања, така и на ова патување го користам маслото од холандскиот бренд Budolane. Масло кое значително ви намалува вибрациите на вашиот мотор во споредба со другите масла достапни на македонскиот пазар. Само 7 километри од манастирот Нораванг.
Морам за Ерменија да кажам дека има многу добри патишта, сите се нови патишта. Значи откако влегов само преге имав малце куца десетина километри возење по лош пат, останатите се писта, значи што да ви кажувам, еве какова. Нови мазди се гледа. А и овде интересно за возење како низ Карпи се вози. Така да навистина е доста убаво и од тоа што видов Ерменија е доста планинска земја, значи како и Македонија. Буквално дури сега почне малку да ми жечи. Допреје, значи, дури ладно ми беше на моменти, бидејќи постојано возев на 2000 метри надморска висина. Полека се приближувам. Не знам дали ќе можам догоре да одам со паркингот. Изгледа ќе можам. Да најдам некоја сенка. Тоа беше манастирот Нораванг. А сега одам, ова иначе изграден во 14 век од страна на некој монах. Внатре не се влегуваше, а сега одам кон Хорвираб, тоа е уште еден манастир пред Ереван и оттаму се гледа и планината Арарат. И оттаму одам за Ереван, значи до тој манастир имам 1,5 час некаде и оттаму до Ереван уште половина час. Локалното време е иначе 12:35.
Морам да турам бензин. Нема некој извор на бензински, тука видов едно локално. Да видиме дали има бензин, дали е само за плин. Benzin? Benzin? Burası oturdu. Litra? Yerevan, Таиланд. Ереван. Ереван. На русском не знаешь? Малку. Ну, русский язык, но... Малку русский. Ну, это... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 километров. Бензин есть. Benzin? Окей. Thank you very much. Это газ, петрол. Petrol. Это no петрол. Это Ова no petrol. LPG. LPG, plin. Седум километри во десно. Ајде да видиме. Имам за 7 километри, не е да толку страшно. И е бензиска, не знам точно дали 7 километри потаму. Но, еве да турам сега. Бензин. Здраво. Карт? Фул. Фул. 95. $7,205 драми за 10, не, за 14,5 литри бензин. Е сега, пред некое време, вчера ви реков дека 1 евро е 250 драма, меѓутоа 1 евро беше 250 драма на граница. Таа беше стапката таму, иначе 1 евро е еднакво на околу 470 ерменски драмои. Е сега, литарот бензин е толку, негде 470 ерменски драмои, меѓутоа 92 окталниот. Овај 95 окталниот е 520 некаде ерменски драмои, што значи нешто малку повеќе од евро, што значи литар бензин во Ерменија е некаде околу 63-64 денари. Така да тоа гајле одбрано, можам сега да си ресетирам тука километрите и сега да продолжам кон Хорви Раб. Уште 28 минути возење, 32 километри. На 4 километри од таа црква, од тој манастир, треба тука да завртам јас. Само нека помини колава. Иначе навистина бравос, алалдаму на ерменците, каде што не е нов патот, тогаш се прави нов пат. Се гледа дека навистина работат на усовршување на патиштата. Во Грузија беа многу полоши овде и тие нови што ги возам се гледа дека уште боја имаат, се гледа дека се нов асфалт. Значи, премногу места имаше каде што се тураше нов асфалт, каде што имаше мајстори. Инаку нешто што забележа во Ерменија овај период, се овие цевки горе ги гледате. Прво мислев јас дека се нешто за семафори, ако клават војнина и слично. Меѓутоа потоа на една забележав и онде има вентил. Исто така цевките ги има и кроз цел тротоар. Е сега претпоставувам преку овие цевки нешто, дали вода, дали гориво, дали газ, нешто пренесуваат. Искрено паметно му е, бидејќи другата варијанта би била да го копаат патот и тротоарот. А вака само цевки би ставиле и би се завршила работата. Иако може би естетски не е баш најубаво, видите цело време по цел тротоар цевки да имате, но може би е практично. Веќе можем да го забележам манастирот Хорви Раб. Само да не треба пешки да се качувам.
a ќе треба. Ајде да видиме дали ќе ме пушти овој. Excuse me. Is there a chance to go with the motorcycle up? Is there a chance to go with the motorcycle to the church? Stairs only? Only stairs? Yes. Много скали ми се гледат. Много скали ми се гледат. Мене ми жежи, пикол ми е. Уште во чизмиве да треба да ги качвам скалите во палто, во панталоните. Искрено не можам. Доволно ми жежи, доволно се лепам цел. Тоа што можам да го направам е една пауза тука на ниско. Дали тука не смеам. Ексик. Шво ми беше од Собајле кај езерото Севан. Охо. Не, многу скали ќе изгорам. А баш сакав се гледа планината Арарат од горе. I will not park, it's okay. Се изнервирам да ви кажам право, нема да одам. Нема ни пауза да направам, директно местам сега GPS-от за Јереван кај сместувањето. Садот е 2 локално, тој ми рече после 2 да дојдам. Така да контаму ќе одам, само сега да ви кажам за планината Арарат која ќе се види, иако не се гледа многу. Иначе за джабе се изнервирав може, ама ама тоа е стварно жежи, не можам нагоре да одам. Тоа таму е планината Арарат, веднаш после црквата. Тоа е планината каде што Дедо Ное застанал со својот брод. Односно се верува тоа дека е така, дека е оваа таа планина. Исто така се верува дека денес бродот на Дедо Ное се наоѓа на таа планина. Има мал Арарат и голем Арарат. Височината на планината е над 5000 метри. Денес таа планина е целосно во Турција, тоа е значи турска територија, меѓутоа ерменците ја сметаат за своја света планина и дури ја имаат и на својот грб. Врвот сега не се гледа, но секогаш бил покриен со снег. А сега јас да застанам онде да го наместам GPS-от и да продолжам кон Ереван. Од тука до Ереван 41 километар. Полека јас влегувам во Ереван, главниот град на Ерменија. Некако смирено се вози, не е некој тежок сообраќај. Сериозно жежи премногу, семафорија 60 секунди црвено, 15 секунди зелено. Тоа е нешто од црква, не е црква, нешто, некоја зграда владина како да изгледа.
Ајде сега да го најдам уште хостелот. На 750 метри од тука пишува. Кај би можел да паркирам една шпаценка па ќе го варам. Прашав една жена, ми рече на лево, јаве тука читам капсула. Хотелот во кој спиев се состоеше од мали капсули кои буквално ви даваат чувство дека спиете некаде во вселената. Беа осветлени, имаа своја вентилација, се менуваше бојата на светлото, се појачуваше, се намалуваше светлината, исто така и вентилацијата се зголемуваше, се намалуваше, беа доста чисти и беше навистина едно многу интересно искуство. Плаќам некаде околу $15 од ноќ тука, а ќе престојам 2 ноќи. А градот Ереван мене многу ми се допадна, делува многу чисто и е многу раздвижен, особено навечер, значи полно е луѓе. А во центарот, кај главниот плоштад, има и како фонтана и се пушта музика и согласно музиката, така и фонтаната фрла вода се повеќе и повеќе. Имаше премногу луѓе околу фонтаната тука на собрани.
А другиот ден јас сакав малку да одам во ноќен клуб, нешто да видам што се случува, како е ноќниот живот во Ереван, но завршив во еден луна парк кој што се наоѓа над Ереван. И имате буквално тука ролер костери, имате панорамско тркало, имате парк на диносауруси, имате да возите 4 цикли да ви работи, значи немаше што немаше во тој паркот. Заклучокот е дека градот е многу добар и е многу поразличен во споредба со остатокот од Ерменија. И тука, например, во главниот град Ереван забележав премногу лади ниви, и тоа нови лади ниви. А тука негде јас си ќе го одјавам ова видео од овој прекрасен град Ереван, главниот град на Ерменија. Доколку ви се допадна ова видео, притиснете на дугмето лайк и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени за моето следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.